На 9 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе и одиме на тема животна средина во Струга. На почетокот на 2024 во Струга започна реализацијата на проектот Воздух на граѓаните. Во рамки на истиот беа поставени 20 мирни уреди на територијата на општина Струга со цел да се детектира кои точки во кој временски период и при какви метеоролошки услови покажуваат зголемени вредности. Квалитетот на воздухот во Струга инаку прв пат почна да се мери од декември минатата година со поставувањето на мерна станица по средното училиште Нико Нестор преку проектот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Резултатите во одредени денови во февруари покажаа дека воздухот е загаден 4 пати над дозволената вредност. Сумираната слика е дека како одминуваше зимата, така паѓаше и загаденоста на воздухот, а деталната слика за состојбата со амбиенталниот воздух, последиците по здравјето и правните механизми за решавање на проблемот ќе ја добиеме од моите денешни гости. Со мене тука денеска е Никола Кукунеш, асистент на проектот Воздух на граѓаните, Седата Демоски, доктор по општа медицина, Јана Наумовска, правник и активист за чиста животна средина. Ви благодарам што сте денеска тука. Зборуваме за една доста важна тема која што го интересира секој граѓанин на општина Струга. Никола, вие ми бевте гостин кога започнавте со проектот. Кажете ми која е сликата за амбиенталниот воздух на територијата на општина Струга од моментот кога беа поставени тие 20 мирни уреди па се до денеска? Најпрвин благодарност до вашето радио што како медиум секогаш е наша поддршка кога станува збор за прашања кои што се прилично горливи се однесуваат на животната средина и здравјето на граѓаните. Оно што досега можевме да го забележиме како некаков вид на резултат во поглед на мерењето на параметрите на квалитет на воздух е дека со завршувањето на грејната сезона како воздухот во градот да се стабилизира и да станува она што сите очекуваме дека тоа е и во текот на целата година, бидејќи перцепцијата на стружани според една анкета која што се работеше минатата година, дури 6 од 10 стружани сметаат дека воздухот во Струга е чист и дека нема никаков проблем ниту ефект врз здравјето. Меѓутоа, она што можевме да го забележиме од резултатите од овие мерни станици, од оваа мерна станица пред се е дека има денови кога таа вредност е високо над дозволената и за жал тоа се денови кои што според одредени критериуми не вбројуваат во места кои што дишат воздух, бидејќи тоа се повеќе од 25 дена во годината. Така, доктор Адемовски, кажете ми какви се последиците по здравјето на луѓето од овие резултати кои што ги спомена Никола Кукунеш? Прво, добар ден, благодарам за поканата. Жалосно е за еден убав град, вака мал град да биде загаден и да имаме вредности кои што се 4 пати над дозволеното. Се разбира, тоа ќе има и тоа како сериозни импликации врз здравјето на луѓето. Според Светската здравствена организација, загадениот воздух се смета како број 1 јавноздравствен проблем и да речам дека се смета дека околу 7 милиони луѓе во светот умираат годишно баш поради аерозагадувањето. Што представува аерозагадувањето? Всушност тоа е контаминација на чистиот воздух со многу ситни частички, партикли, кои што преку дишните патишта доспеваат до длабоко во белите дробови и токму затоа белите дробови се првиот таргет орган кој што страда. Меѓутоа, тука не запира сето тоа, частичките од белите дробови навлегуваат во циркулацијата и доспеваат до сите органи и ткива. Тука се карциномите, тука се кардиоваскуларните заболувања. Белите дробови, кажавме, се први астма, ХОП, хронична обструктивна белодробна болест. Нажалост, дури се смета дека и развојот на децата исто така може да биде нарушен заради аерозагадувањето.
Така, што покажува вашата пракса? Колку во Струга има зголемување на бројот на лица со белодробни, кардиоваскуларни и другите заболувања кои што ги споменавте и колку според вас воздухот е токму причинител за овие болести? Да, очигледно е дека имаме доста голем број на болни од кардиоваскуларни заболувања и тие што се има засегање на белите дробови. Меѓутоа, нажалост, немаме соодветна евиденција. Дел од нашите иследувања, еве да кажам, во последно време на статистичка анализа која што ја направивме врз основа на дневникот за евиденција на пациенти при дежурна служба во Струга. Имаме второ место диагноза која што по број доаѓаат пациентите во нашата служба е покачен крвен притисок, хипертензија. А хипертензијата е дефинитивно докажана дека е предводник кон оштетување на многу органи и ткива во човековиот организам. Така да дефинитивно имаме сериозни импликации врз здравието. Се надевам во иднина ќе направиме дополнителни исследувања за да видиме и за другите заболувања како што се карциномите, да видиме како се движи, дали е тоа некое плато во тек на годините или имаме нагорна или надолна линија во однос на честотата на појавување. Така, Никола, имате и вие свое на некој начин видување и истражување во смисла на здравствените последици? Од информациите кои што ги имаме добивано од Центар за јавно здравје Охрид, институција која што е задолжена да ги собира податоците на годишна основа од сите приватни и јавни амбуланти, да се направи еден пресек на тоа како се движат одредени заболувања. За жал, бидејќи информациите и податоците кои што ги добиваме од таму се некомплетни, затоа што многу од амбулантите не го почитуваат ниту дадениот рок, ниту воопшто доставуваат вакви податоци, нешто кое што е многу важно, посебно кога ја планираме иднината. Од она што го имаме како некаква вредност, споредено во последниве 5 години назад, е тоа дека на возраст на луѓе на 25 години болестите на циркуларниот систем, само мозок, е за 10% зголемено кај мажите, а дури за 20% кај жените. За болести на циркулаторен систем, повторно на старосна група на 25 години, 36% е порастот кај мажите и 100% е и кај жените. И болестите на респираторниот систем се во нагорна линија, тоест 10% кај мажите и 23% кај жените. Кај утврдување на заболувања во оваа дејност на деца и младина од 7 до 24 години, кај болестите на респираторниот систем се бележи зголемување од 63% и кај машките и кај женските деца, додека кај болестите на респираторниот систем на новороденчина или онаа група од 0 до 6 години е за 35% поголема. Ова се, мислам, податоци кои што соодветствуваат со сето она што го кажа докторот и дека навистина се показател кој што треба да алармира и треба да ја подигне јавната свест. Така, и ова се навистина загрижувачки статистики. Сега вие во рамки на проектот имавте неколку цели, меѓу нив и да предлагате мерки за намалување на загаденоста и во формирањето всушност на проектот стои и мотивирање на локалната самоуправа поефикасно да ги спроведува своите законски обврски во однос на квалитетот на воздухот, адресирајќи ги потребите на најранливите категории на граѓани. Кажете ми што презедовте и што постигнавте по овие две точки? Тие се точки кои што треба да дојдат на крајот овој проект, меѓутоа дури и во овој момент на половина од спроведување на истиот веќе размислуваме за одредени чекори. Начинот да се вклучи општината во решавање на овој проблем представува до некаде и предизвик, бидејќи од она што го имаме како искуство, слаб е повратниот ефект, она што го имаме како информација од нивна страна, меѓутоа ќе мора да бидат свесни да ја согледаат реалноста, бидејќи
она што го имаме како податоци навистина не им одат во рака да ја ползуваат таа комоција која што досега ја практикувале. Она што би го предложиле како некаква мерка би било субвенционирање енергетски ефикасни начини на грејење, субвенционирање на чистење на оџаците и субвенционирање инсталации за одвод кои ќе го намалат загадувањето. Тоа дел од средствата ќе ги бараме да бидат обезбедени преку општината и преку одредено надлежно министерство, бидејќи е една од алатките кои што ни стојат на располагање и кои што мислиме дека ќе дадат некаков брз резултат. Меѓутоа, до дефинирање на овие конкретни цели не можеме да дојдеме без да ги вклучиме и сите оние ранливи социјални категории на наши сограѓани, така што тоа значи дека планираме да имаме средби и со нив, да побараме нивно размислување, да побараме нивно мислење како тие мислат дека можеме да го заедно да го подобриме квалитетот на воздухот. Така, ајде да позборуваме малку за правните механизми. Ана, имавте можност да слушнете доста информации и статистики кои што се загрижувачки, но кажете ми како непревземањето на соодветни мерки влијае на остварувањето на правото на здрава животна средина, затоа што луѓето, односно граѓаните, понекогаш забораваат дека тоа е загарантирано право. Кои се правните механизми кои што можат да се преземат од сето тоа што досега имавте можност да го слушнете? Така, фала ти, Ирена, благодарам на поканата и на гостопримството. Најпрви, не само што граѓаните подзабораваат дека имаат право на здрава животна средина, туку по конфузен и уште по загрижувачки е фактот што дури и државата заборава дека граѓаните го имаат ова право. Имено во овој контекст би сакала да споменам дека да, тоа е право загарантирано со уставот. Меѓутоа, Република Македонија потписник и на Архуската конвенција, која што како таква дава можност граѓаните да ги тужат државните институции, меѓутоа и локалната самоуправа во сите оние ситуации кога тие не постапуваат на начин кој што би овозможило стварување на ваквото право. Ваквите постапки во основа се водат согласно принципот за надомесна штета, која што се предизвикува со било каков вид на настанување на прекршување на ваквото право. Меѓутоа, она кое што е евидентно од статистиките кои што се достапни од страна на судските органи во државата е тоа дека вакви видови на постапки се многу малку. Она кое што е интересно... Тоа се извинувам, тоа е најверојатно до менталитетот. Мора да земеме во предвид дека во една Данска, мислам дека беше 99% беше Данска, во уставот е загарантирано правото на среќа и имаше граѓанин кој што ја тужеше државата. Замислете сега, кога станува збор, ова е веќе животна средина, е нешто многу посериозно и треба да го овозможи некој друг институции. Апсолутно. Во тој контекст, она кое што сакав да го споменам е дека ваквиот број на постапки е многу мал. Она кое што е интересно е тоа дека сите постапки кои што се водат во областа на кривичното право се водат пред обвинителството за организиран криминал и корупција, кое што ни укажува на тоа дека многу често моментот на занемарување на правото на здрава животна средина директно е поврзано токму од корупцијата и од интересите приватни кои што секако доминираат и кои што се спротивни на остварувањето на ваквото право, тргнувајќи од дивоградбите, тргнувајќи од непреземањето на мерки за заштита од емисии на штетни гасови од страна на големите гиганти производни и така натаму. Меѓутоа, она кое што е многу важно да се спомене во овој контекст е тоа дека исто како што спомена и ти во контекстот на Данска, уставот предвидува право на здрава животна средина, меѓутоа во истиот член предвидува и позитивна обврска на државата дека републиката е таа која што во основа ќе ги презема мерките за ваква заштита. Корелативно со проектот кој што се спроведува во моментов, најрелевантен е законот за квалитет на амбиентален воздух, кој што Македонија го прилагоди во неколку наврати согласно директивите и регулативите на Европската унија, што значи дека се очекува таквиот закон да биде квалитетен, што и навистина е така, бидејќи тој предвидува обврска најпрви на Министерството за животна средина и Инспекторатот за животна средина во насока најпрви на следење на состојбата со животната средина преку поставување на мерни станици соодветно калибрирани согласно параметрите на Министерството, кои што ќе имаат за цел да ја прибираат податоци и да ја следат
реалната слика со загадувањето на воздухот. Причината зашто е тоа така е за да може понатаму во втората етапа од имплементацијата на законот да во основа се изготвуваат акциони планови, меѓутоа и национални и локални програми за заштита на воздухот. Сега, иако Министерството за животна средина е директно надлежно, сепак согласно законот за локалната самоуправа, кој што предвидува обврска на локалните самоуправи, односно на општините во насока на заштитата на животна средина, сите овие мерки кои што Министерството ќе ги усвои, понатаму треба да се имплементираат во соработка со општините, кои што законот предвидува дека има директната комуникација со граѓаните и се главно одговорни најпрвин за да ги известуваат граѓаните како воздух тие навистина дишат и понатаму секоја мерка да може адекватно да ја преземат и да ја имплементираат. Сето ова звучи супер, меѓутоа каква е ситуацијата во пракса, за жал многу различно до на кое што сакаме да биде. На територијата на цела држава овие официјални станици од Министерството за животна средина се вкупно на број 22 и една мобилна станица која што е поставена, што значи дека тоа во никој случај не може да ја опфати целата територија, нити пак да ни даде реална слика како воздух се дише. И друга работа е дека иако законот предвидува можност општините да побараат од Министерството за животна средина поставување на вакви мерни станици, Министерството излезе со изјава дека во 2023 година ниту една општина не се обратила до Министерството за да може да соработува со него во процесот на мерење на квалитетот на воздухот. За жал, состојбата на терен е таква каква што е, што во голема мера се должи, како што кажа и ти, и на пасивноста и несвесноста на граѓаните, меѓутоа и на фактот што загадувањето на воздухот е нешто кое што најмалце може јасно да го видиме. Кога имаме загадување на почвата или кога имаме на депони и така натаму, тоа е нешто кое што може да го видиме и може да посведочиме на него. Меѓутоа, за да може да знаеме дека има загадување на воздухот, треба најпрвен да ги почувствуваме сите оние здравствени последици кои што беа споменати за да знаеме дека тоа е ситуацијата е таква. Општина Струга за жал не е една од општините која што може да се пофали со многу голем ангажман во однос на животната средина. Така се извинувам кратко тука ќе те прекинам со оглед на тоа дека моја работа како новинар е да ја имам и другата страна. Абсолютно. Јас разговарав, односно се обрати во општина Струга и телефонски ми беше кажано дека тие немаат никакви официјални информации за тоа каков е воздухот во Струга. Тоа беше единствениот одговор кој што успеав да го добиам. Таква беше ситуацијата, ако се сеќавате, кога депонијата беше најактуелниот проблем, меѓутоа мислам чисто за евиденција, Македонското здружение за млади правници преку нивната активност во основа поднесе граѓанска тужба против општина Струга за надомесна штета поради загадувањето на животната средина, а и воедно препораките кои што постојано ги добиваме од релевантни и домашни и меѓународни организации укажуваат дека состојбата на вистина е алармантна, она кое што е главен проблем во целата оваа ситуација е постојаното предавање на топката меѓу институциите и меѓу луѓето одговорни внатре во институцијата, што значи дека иако сите се одговорни, теоретски во пракса никој не ја презема одговорноста за сето тоа и на крајот на денот резултира со вакви бројки кои што ги имаме, кои што доколку не се преземат и доколку не се остварат обврските кои што законите ги предвидуваат, за жал морам да кажам дека ќе продолжат да растат. Така, сега Никола пред да позборуваме за идните активности на овој проект, само да поразговараме за загадувачите, затоа што освен реакциите на институциите кои што треба да реагираат соодветно за подобрување на состојбата со воздухот, мора да ги знаеме и загадувачите. Имаше на почетокот кога го започнавте овој проект во одреден период од денот кога има најмногу загадувања, кои се загадувачите и докаде е вината на граѓаните и затоа што мораме да знаеме кои се фактори влијаат за да имаме ваков воздух каков што имаме. Загадувањата најчесто се случуваат во утринските часови помеѓу 8 и 10 и попладне после 5 до кај 11 часот пред полноќ. Тоа ни реферира или ни упатува на заклучокот дека грејењето на домовите во Струга е најголемиот загадувач. Ги исклучуваме сите на поголеми општествени објекти, како што се болницата, судот, полицијата, кои што користат исто така фосилно гориво, меѓутоа високите вредности ги имаме
и тогаш кога тие не Не работат. работат. Тоа значи дека грејењето представува проблем број 1, меѓутоа не можеме да кажеме дека луѓето се виновни, бидејќи секој се снаоѓа онака како што знае и уме, Апсолутно, така. за да си го загрее домот. Тука на потек се државата, општината, институциите кои што се надлежни да излезат во пресред на нивните потреби за заеднички да го решиме проблемот со, како што кажав, дали е субвенционирање, дали е друг некој начин на бенефит кој што би го имале граѓаните, а ќе можат да си го дозволат во поглед на решавање на прашањето со грејењето во текот на зимските месеци, а сето тоа да биде и енергетски ефикасно и да биде здраво за животната средина. Така, бројките кои што ги имаме сега покажуваат одличен воздух во Струга, но факт е дека следната зима ќе дојде. Што во рамки на овој проект имате како идни активности, затоа што првиот дел од проектот сосема е во ред на тоа дека добивме некаква слика за тоа каков е воздухот, некои беа негативно изненадени со оглед на тоа дека споменавте и во анкетата дека се очекуваше Струга да биде град со чист воздух. Што понатаму реално? Проектот, неговото траење е заклучно со месец август, меѓутоа, она што како центар кој што е веќе воспоставен и отворен, ќе се трудиме да го продолжиме и во иднина, со тоа што истите овие искуства би ги прошириле на ниво на Република. Значи на цела територија на Република Македонија, бидејќи веќе дел од нашите мерни уреди се доделени на општина Гостивар, Куманово и Струмица, и дел од овие индикативни мерни уреди за мерење на квалитет на воздух се поставени таму. Целта би ни било да поставиме што е можно повеќе вакви уреди кои што во реално време ќе ни даваат некаква слика. Пак велам, решавањето нема да биде ниту лесен, ниту краток процес, меѓутоа сепак мора да дадеме секој од нас максимум за да имаме побрзо и полесно решение. Така, јас ви благодарам што бевте дел од денешното Плей кафе, што зборувавме на вака сериозна тема. Повели, сакаш да дополниш? Уште една работа која што би била можеби интересна за граѓаните е тоа да ги информирам дека во рамките на проектот веќе е активна Facebook страницата Воздухот на граѓаните, веб страната theairofcitizens.mk, инфоцентарот за кој што информации може да се добијат и на Facebook и на веб страната, и нормално сите оние кои што сакаат да го следат квалитетот на воздухот, тоа можат да го направат на klimerko.org. Таму сите мерни уреди кои што се поставени кај нас може да ги следат и да ги имат информациите во реално време. Така, имате ли евиденција колку е посетеноста и колку онлайн следат граѓаните, затоа што тоа би не било индикација колку оваа тема во пракса ги интересира? Затоа што ако следат, тогаш и ќе реагираат. Тој дел го води друг тим, меѓутоа да врзани се на годишно ниво да доставуваат информации, така што овие нешта ќе ги знаеме дури на крајот од тековнава година. Така, и на крајот воопшто на овој проект, јас ќе ве повикам повторно за да го знаеме комплетниот епилог. Денеска со мене беа Никола Кокунеш, асистент на проектот Воздух на граѓаните, Седата Демовски, доктор по општа медицина, Јана Наумовска, правник и активист за чиста животна средина. Ви благодарам и верувам дека овој разговор барем ќе предизвика поголема желба на граѓаните за информираност и за сето она што тие можат да го преземат за да имаме чиста животна средина, како што имаме убав град, кога станува збор за дарувањата кои што ги имаме од природата, затоа што во овој дел била природата доста дарежлива, она што нас ни преостанува е да го зачуваме тоа што го имаме. Така, благодарам на поканата. Следите Плей кафе на Плей радио, продолжуваме понатаму со програмата, се дружиме и денеска се до 14.